Почитувани пријатели и љубители на возилата, октански зависници и оние што го сакаат звукот на струјата, срдечен поздрав. Летната пауза помина секавично и еве неповторно заедно. Сведоци сме на трансформација на нормалното на која целата планета се привикунува. Правилата на игра се променети, а од нив не отстапува никој, најмалку автомобилската индустрија. Продажбата на возилата полека се опоравува, но ќе ни треба доста време да ги достигнеме реалните бројки. Сепак, во овие 2 месеци се случија еден куп премиери. Во престојниот период се најавуваат уште повеќе, а саемите се ставени во редица на чекање. Ние нема да ве оставиме да чекате многу и веднаш тргаме со полна пареа. Добре дојдовте во 25-та сезона на вашиот омилен автомобилски серијал Автомагазин. Многу вредности на марката се рефлектираат во новиот Portofino M. Тоа е кратенка за модификата, што во номенклатурата на Ферари се однесува на автомобили кои претрпеле еволуција што ги зголемила нивните перформанси. Нема недостаток во технички иновации во новата еволуција на Ферари Portofino. Најизразен е неговиот редизајниран мотор и новиот 8-степен менувач. Од гледна точка на динамиката на возилото, најзначајната иновација е секако воведувањето на 5 електронски нагледувани стилови на возење во кои е вклучен режимот Race со цел да се подобри и онака одличното управување и влечење. Што се однесува до погонскиот агрегат, моторот на Portofino M со зафатнина од 3855 кубни сантиметри, кој припаѓа на семејството V8 Turbo, е оптимизиран за ослободување на 620 коњи при 7500 вртежи во минута. Значајната технолошка еволуција која ја претрпе моделот е визуелно подвлечена од новиот дизајн на предниот дел на автомобилот, особено браниците кои се поспортски и поагресивни. И однатре и однадвор постои чувство на хармонија на изразување и форми кои започнуваат остро, а потоа омекнуваат. Ова најново дизајнерско и инженерско ремек дело од Маранело е совршена еволуција на Ферари Portofino. По-спортски по карактерот од неговиот претходник, тој исто така обезбедува супериорно ракување, но и подобрување на удобноста на возилото. Светот се наоѓа во редефинирање на поредокот. Човештвото е под напад на пандемија, економиите страдаат, продажбата на автомобили опаѓа, но цените растат неумоливо. Последен пример за оваа констатација е Brabus Ultimate E, кој, верували или не, во Германија се продава за 49.450 евра без ДДВ. Да, добро слушнавте, 49.450 евра. За тие пари, на пример, можете да купите богато опремен Mercedes C класа. Арно, ама нема да ве лажат дека имате градски електричен супер автомобил. Да, со сета дрскост, Brabus овој мини автомобил, чија основа е Smart Fortwo EQ, го нарекува супер автомобил. Во него може би опременоста и кожата се супер, но перформансите се подпросечни. Електричниот мотор е засилен на 91 конска сила, го совладува спринтот до 100 за долги 10,9 секунди и достига максимални 130 км на час. Овие параметри не се воопшто импресивни за електричен автомобил,
ниту податокот дека со едно полнење на батерија може да помине 125 километри. Можеби ќе импресионираат 18-инчните тркала на предната оска со димензија 205-30, а на задната 235-30, пресвлечени со високо перформансни пневматици. Искрено се прашуваме, чуму се, можеби потребни се за да се оправда цената. Со лимитираната серија од само 40 примероци, најновиот дериват на Lamborghini скроен е само за натркачка патека. Тоа и не изненадува, бидејќи е развиен од Lamborghini Squadra Corse, оделение задолжено за несекојдневни остварувања од ионака на несекојдневниот производител на суперавтомобили. Есенца SCV12 е опремена со најмокниот досега класичен V12 развиен во Санта Агата де Болонјезе. Уште кога беше во идејна фаза, овој проект е осмислен само за употреба на патека, па затоа во него е содржан сиот тркачки инженеринг од арсеналот на куќата. Моторот испорачува 830 коњи. Издувните цевки се дизајнирани да го растеретат притисокот на задниот дел и овозможуваат уникатен звук на моторот. Силата се менаџира преку ново развиениот X-Track секвенционален менувач со 6 степени, која пренесува силата на задните тркала. Есенца SCV12 има одличен сооднос 1,66 коњски сили на килограм, благодарение на новата генерација на монокок каросеријата, изработена од јагленородни влакна и во внатрешноста нема ролбар, што е прв пример на новите регулативи за безбедност на FIA за прототипи. Новата S-класа треба да се проследи со големо внимание, бидејќи повеќе од половина милион примероци на претходната генерација беа продадени широм светот помеѓу представувањето во 2013 година и напуштањето на сцената неодамна. Клучен пазар за S-класа ќе биде Кина, бидејќи повеќе од 1/3 од W222 беа продадени таму, а моделот со долго меѓуоскино растојание треба да продолжи да биде бестселер, бидејќи 9 од 10 продадени примероци таму на 6-та генерација беа од растегнатата верзија. Новата генерација W223 не само што има две меѓуоскина растојанија, туку е вистинска ризница на технолошки достигнувања. S-класа е посебен автомобил што Мерцедес наведува многу висока лојалност на клиентите. Во Западна Европа 80% од купувачите од S-класа ќе продолжат да купуваат адекватни Мерцедеси, додека соодветниот број во Америка е 70%. Значи, поставени се високи цели за новата генерација. Визуелно вообичаените теми се за најновиот Зондер клас, што значи долго, добро тело со 4 врати кое е растегнато пошироко, повисоко и има подолго меѓуоскино растојание кога го споредуваме со стариот модел однадвор и раскошна, просторна кабина проширена за 38 мм напред и 23 мм позади. Има дополнителен простор за лактите, како и дополнителни 16 мм простор за главата за патниците на задните седишта. Затоа можеби вреди едноставно да се фокусираме на технологијата која ги има на претек во новата S-класа. Првенствено ќе забележите дека внатрешноста е поврзана со екраните кои се насекаде. Ова е деби на втората генерација на корисничкото искуство на Mercedes-Benz, кој впрочем е дигитализиран однос на човекот и машината. Компанијата наведува намалување на 27 копчиња на контролната табла како една од придобивките на дигитализацијата. Инструментите се сместени на 12,3 инчен дисплеј, но сега е тридимензионален по изглед и е засилен со главен дисплеј над него, што има зголемена дефиниција дотеран да ја емитува проекцијата како да е на одредено растојание пред автомобилот. Како што велат од Мерцедес, тоа е еквивалентно како да има 77-инчен телевизор што лебди 10 метри пред S-класата.
На централната конзола доминира 12,8-инчниот екран во OLED технологија и е за 64% поголем во својата област на прикажување од екранот кај претходникот. Со овие предиспозиции, втората генерација на MBUX има сериозни можности. Например, гласовниот асистент на седмата генерација Hey Mercedes е уште повеќе способен за учење и диалог и може течно да ги разбира упатствата на 27 различни јазици. Камерите во горниот контролен панел ги учат движењата на телото на патниците за да ги предвидат нивните желби и да ја активираат соодветната технологија во подготвеност. И патниците од вториот ред добиваат своји OLED екрани кои можат индивидуално да се конфигурираат според желбите на нивните срца. Амбиентот на интериерот е исто така подобрен со 250 LED диоди како дел од внатрешното осветлување. Сепак, безбедноста е императив во новата S-класа. Управувањето со 4 тркала е дел од дополнителната спецификација. Вртењето на задните тркала во спротивна насока од предните не е нова работа за автомобилската индустрија. Кај новата S-класа аголот на управување достига 10 степени што го намалува кругот на вртење. Кај верзијата со зголемено меѓуоскено растојание и погон на сите тркала е за 1,9 метри помал кругот на вртење кога ќе се спореди со веќе пензионираниот модел. Безбедноста е поддржана со пакет за помош при возење со вклучување на предвидливата усогласеност со ограничувањата на брзината, додека опционалното цилиндрично задно воздушно перниче може да ги ублажи повредите на главата и вратот на патниците на задните седишта. Во меѓувреме, воздушната суспензија и Active Body Control ја следи состојбата на возењето до 1000 пати во секунда и за која Мерцедес вели дека е толку пријатна за квалитетот на возењето што само лебдењето е подобро. Исто така може да го потигне целото тело на S-класа за 80 мм за само неколку десетини од секундата, ако открие предстоен несакан удар. Покрај безбедноста, S-класата несомнено е еден од најхедонистичките остварувања во автомобилската индустрија. За аудиофилите понуден е систем Burmeister кој емитува 4D звук преку 30 звучници и 8 возбудувачи, односно твитери, додека со претходно осветлување се управува со Multi-Beam LED или целосни дигитални светлосни системи. Последното од нив дозволува нови функции, како што е проекција на помагалата за обележување или символи за предупредување на патот што следи, а дигиталното светло има 3 LED светло модул во секој фар прекршен од 1,3 милиони микроогледала, што значи резолуцијата е повеќе од 2,6 милиони пиксели по возило. Конечно, исто така се очекува дека во втората половина на 2021 година S-класата ќе може да се вози во условно автоматизиран режим со опционален автопилот, дозволувајќи му на возачот да извршува други задачи додека автомобилот се грижи сам за себе во густиот сообраќај. За дигиталните остварувања на новата S-класа може да зборуваме на долго и на широко. По се изгледа дека и на корисниците ќе им треба доста време да ги совладаат понудените солуции. Сепак, колку и да бидат дигитализирани, автомобилите ги красат некои традиционални остварувања кои колку толку се уште играат важна улога и се фактор кога се одлучува за купување на нов автомобил. Просторот на багажникот е зголемен за 20 литри во однос на претходникот и сега има 550 литри. Коефициентот на отпор на воздухот на седмата генерација е намален на 0,22, што го прави еден од најаеродинамичните автомобили во светот. Неговиот 4-зонски термотронски систем за контрола на климата има 17 чекорни мотори за контрола на температурата и дистрибуцијата на воздухот напред и мотори од 20 чекори на задниот дел, додека повеќе од 98 кг компоненти во автомобилот се направени од материјали што зачувуваат ресурси, со понатамошни 120 делови направени од рециклирани материјали, 2 пати повеќе отколку во претходникот и уште 40 кг направени од обновливи суровини. Од лансирањето сите мотори ќе бидат 6-цилиндерски.
Дизелите се 2,9 литарски со турбополнач, а бензинците 3 литарски, од кои 2 се засилени со технологија на благ хибрид. EQ Boost додавајки дополнителни 22 коњи и уште 250 Нм електрична помош згора на максималниот вртежен момент, добиени од моторот на внатрешно согорување. Првичната понуда се состои од бензинците S450 со 376 коњски сили, S500 со 435 и дизелите S350D со 286 или S400D со 330 коњски сили. Сите овие се со погон на сите 4 тркала 4 матик, иако S350D може да се специфицира само со погон на задните тркала. Најспор е S350D, кој го совладува спринтот до 100 км на час за 6,4 секунди, а кај најбрзиот S500 трае само 4,9 секунди за истиот репер. Максималната брзина на сите автомобили е ограничена на 250 км на час. Но, иако екостатистиките се прилично пристојни и се манифестирани со потрошувачка на гориво од 6,4 до 9,5 литри на изминати 100 км и емисии на CO2 од 168 до 216 грама на километар, вистинскиот еколошки шампион ќе биде се уште неодреден, но веќе потврден со плагин хибриден модел. Се што Мерцедес вели во моментот е дека новиот хибрид ќе има целосно електричен опсег од 100 км, што е повеќе од двојно од она што S560T можел да го постигне во режим на нулта емисии, па едва и чекаме да слушнеме повеќе за новата конкретна верзија. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Како ќе изгледа возилото на иднината? Ќе има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Кога ќе ти кажат преубава е новата Шкода Октавија, насмевни се и кажи им благодарам. Шкода Октавија е безвременски дизајн, простор што ти дава сигурност, комфор и уживање, совршена хармонија на стил и практичност. А сега ја поврзуваш со радоста на целото семејство. Новата Шкода Октавија, сега достапна со мобилити пакет од 235 евра Porsche лизинг рата. Прва регистрација, каско за првата година, 5% каматна стапка. Новата Октавија. Совршен баланс. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Додека беа летните одмори, ние на тест ја имавме новодојдената 4-та генерација на Шкода Октавија. Овој автомобил од своето постоење па до денеска може да го забележиме насекаде. Пред се е популарен кај флотните купувачи, тој е работен конј за таксистите во урбаните средини, а исто така е и добра солуција за семејните луѓе кои имаат потреба од повеќе простор. Ние го тестиравме моделот со 2-литрен
TDI мотор со 150 конски сили, парен со менувач со двојна спојка од 7 степени. И со влегувањето во внатрешност се чувствува дизајнот на минимализмот. Тоа е поради дигитализацијата на целата внатрешност. Пред возачот е дигитален кокпит на кого можете да ги менувате приказите, но и на централната конзола имаме голем монитор осетлив на допир. Па затоа хардверски има само 8 копчиња кои всушност се користат како кратенки во менито. Она што многу ми се допаѓа, тоа е безжичното полнење на телефонот. Но погледнете палката на менувачот, односно прекинувачот, затоа што на него, исто како кај моделите на Порше, имате да изберете дали сакате да возите напред, назад или во спорт мод на возење. А доколку сакате самите да ги менувате преносите, тогаш имате зад управувачот прекинувачи. Управувачот има интересна форма. Тој има само 2 крака. Но паметниот дизајн е потпис на Шкода. Во него, во низината внатрешност имате многу места каде што можете да одложите дребули. Еве тука, например, можете да ставите ситни пари. Има доста капацитет во внатрешност. Тука имаме исто доволно простор за да се одложат дребули, исто така е и во вратата. Но, она што е важно е што возачот се чувствува извонредно зад управувачот. Тој има јасен преглед не само на инструментите, туку и на целата панорама надвор од кабината. Но, каков е просторот на задната клупа? Во задниот дел се чувствувате како да сте во бизнис лимузина. Има простор во сите смерови, дури имате и завеси за дискреција и одбрана од силното сонце. Но паметниот дизајн се пренесува и од предниот дел во задниот. Имате многу дополнителна опрема со која можете да си го олесните патувањето. Например, овој држач кој е дел од опционалната опрема може да прими мобилен телефон, но може да биде држач и за таблет. Па, доколку имате нестрпливи патници со вас, можете да им го направите патувањето уште поубаво и поудобно. Поради широката намена, Шкода Октавија има традиционално голем гепек. Новата генерација, четвртата генерација, има околу 560 литра, што е приближно на Мерцедес S-класа, на новата S-класа која видовте пред малку во нашето издание. Но паметниот дизајн е секогаш присутен кај Шкода. Тука ја гледате оваа мрежа која е смислена за да се оставаат сакоа или јакни. Зошто токму овде? Затоа што стручњаците на Шкода заклучиле дека токму овој простор на гепекот е најнеискористен. Но тоа беше што може Шкода да понуди статично. Да видиме што може да понуди во возните својства. Кога се наоѓате зад управувачот на Шкода Октавија, тогаш се чувствувате посебно. Зошто? Затоа што сите оние форми кои ги споменав во запознавањето на интериерот, како да ве гушкаат. Особено воланот, кој има многу форми, но минимизирани се копчињата и многу лесно се управува со сите функции преку него. Но тој исто така е носител и на прекинувачите на менувачот. Менувачот е 7 степен DSG, но кога сакате да возите динамично, тој знае малку и да закашла. Неговата корелација со моторот е добра, но кога сакате динамично возење, како јас сега што форсирам,
гледате, знае малку и да завлекува, знае малку и да се чуди што да направи. Но тоа е проблем кој се јавува кај сите менувачи кои имаат двојна спојка. Тоа не пречи воопшто на возењето. Треба да сте голем манџија за да барате недостаток на оваа комбинација. Но покрај динамичноста, оваа комбинација е добра и кога станува збор за економичност. Октавија ви дозволува да ја возите и динамично и полека, незаинтересирано, но акцентот е ставен, како што реков, на економичноста, а таа мене ме воодушеви. Со неа поминав повеќе од 600 километри и забележав просечна потрошувачка од само 5,8 литри, што е податок кој е за секоја пофалба. Дизајнирана по урнекот на Суперб, Октавија делува зрело. Зрело делуваат и возните својства кои ги овозможува. Таа нема мултилинк на задната оска, има торзиона оска, но сепак однесувањето и прилепувањето на патот е сосема зрело и можете комотно да се ослоните на неа. Гледате дека во свиоци можете да испровоцирате, но контролирано. Тоа е онаа благодет која е добиена со вистински баланс на перформансите, силата на моторот и подпирањето. Октавија, впрочем, е одличен компромис. Октавија, гледате дека ви дозволува и да се забавувате во возењето. Па, можам да кажам дека таа нуди одличен компромис на перформанси, економичност и модерен изглед. Шкода Октавија изобилува со безбедносни и конективни технологии, па затоа возачот во секој поминат километар може да се чувствува комотно, релаксирано и удобно. Лаура системот за поврзување заедно со мобилниот телефон и со автомобилот го прави човекот да може да комуницира со возилото со гласовни команди. Но Лаура сака многу да работи. Таа понекогаш некои зборови, кога се зборува со патникот, ги разбира како команди, па може малку и да биде здодевна во своите настојувања да ви помогне. Овака концепираната Октавија е вистинско задоволство не само за возачот, туку и за патниците. Има простор во сите смерови и апострофирана е удобност. Со цена од 31.500 евра, можеби не е наевтина во класата, но таа секако ќе се бори за титулата автомобил, што многу дава за вложените пари. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Нашата 25-та сезона ја започнавме со оваа емисија, а ве поканувам следната сабота во истиот термин да не следите со нови возбудувања од светот на 4 тркала. До гледање.